Библиотеката Искра достоинствено го одбележа Светскиот ден на литературата за деца 2 април. Под мотото "Замислете нации низ приказна", најправин се одржа ликовна работилница со ученици од основните училишта во Кочани. Се работат 4 приказни од 4 нации: Велика Британија, Франција, Шведска и Кина. Учениците сега работат вредно, ние веруваме во нивната фантазија, креативност и инвентивност. Нивните творби ќе бидат поставени на поновата во библиотеката, ве покануваме да повелете и да ги погледнете. Пред младата читателска публика, ученици во основните училишта, потоа беше промовирано делото "И стиховите растат" на авторот Александар Кујунџиски, кој минатата година ја доби наградата Ванчо Николевски. По повод добивањето на наградата Ванчо Николевски, што се добива за најдобра книга, објавена во Република Македонија во текот на минатата година, јас после долга низа години ја дочекав, иако можеби тоа можеше да се случи многу порано, па сепак подобре било кога отколку никогаш. Јас сум гостин овде во Кочани, во библиотеката Искра, град со кој секој сум соработувал и со задоволство соработувам, бидејќи тука се патиштата што ме водат кон мојот роден крај, кон Пехчево, местото во кое сум се родил, од кое сум поникнал и каде што сум ги напишал првите стихови. Ме радува што вака се одбележува овој ден и што има можност да се сретнам со моите читатели, со учениците и што можеме да другаруваме и заеднички да создадеме една атмосфера на љубов кон книгата и продолжено другарување со неа. Александар Кујунџиски е еден од најплодните автори за деца во Македонија, со издадени повеќе од 100 трудови. Мојата книга "И строфите растат" е концепирана така да во неа имам стихови со два стиха, значи од најмали литературни творби, со тоа што тие растат. Потоа следните песни се со 4 стиха, значи една строфа и продолжува со 2 строфи, со 3 строфи, се до последната песна која е со 15 строфи. Значи строфите растат исто како што растат децата, исто како што сме растели и ние, исто како што би сакал да расте љубовта кон книгата во ова време кога за жал некои други медиуми, некои други технички направи, да не ги спомнуваме, сите ги знаеме кои се, тоа се компјутерите, интернетот, фејсбукот, мобилните, како да на одреден начин сакаат да ја потиснат книгата. Но јас верувам во неа, верувам дека никош нема се случи книгата да биде заборавена, да биде запоставена. Затоа и освен оние мои 110, само 110 досега објавени книги, јас ќе продолжам да пишувам. Светскиот ден на литературата за деца се одбележува по повод 2 април, денот кога бил роден познатиот дански писател за деца Ханс Кристијан Андерсен, авторот на Градото Пајче, Принцезата Зрнограшок и Царевото Ново Руво. Секоја година една земја е меѓународен промотор на книжевноста за деца, а годинава тоа е Египет. Пораката и постерот за одбележување на овој ден се дело на египетскиот илустратор на книги за деца Хани Елмасри.